Good evening again. Добър вечер повторно. I am very happy that we can be again in the house of the Lord. Среќен сум што можам повторно да бидам, што можеме да бидеме повторно во Божиот дом. And just like Brother Borche said, this is the last meeting on this series here in Macedonia in Skopje. И како што јас кажав, ова е последната наша средба од овие предавања што ги имаме овде во Скопје. But I really believe that God is good with all of us. Меѓутоа јас навистина верувам дека Господ е добар со секој од нас. And He will continue to speak to each one of us for our salvation. И ќе продолжи да ни говори на секого од нас посебно со цел да се спасиме. God is going to use different instruments to appeal to our soul. Господ ќе користи најразноразни начини за да делува на нашите срца, на нашата душа. Here in this country in Macedonia, Овде, во оваа земја, во and Македонија, even in my country in Romania, и во мојата земја, во Романија, God is going to do everything possible to get our attention and be ready for His second coming. Господ ќе стори се што е можно за да го привлече нашето внимание и за да бидеме спремни за неговото второ I want to tell you that I have spent a blessed time here in this church and in this country. Сакам да ви кажам дека навистина поминав едно благословено време овде во оваа црква и во оваа And земја. I hope that you receive also a blessing to the ministry that I have done through Christ here. И се надевам дека и вие бевте благословени преку онаа работа што јас ја вршам овде преку Христа за вас. This is the most important thing for me. Ова е нешто што е најважно за мене. To know that you have been blessed during this series of presentations Да знам дека сте биле благословени за време на оваа серија на предавања and you have taken good decisions for your life. и дека сте донеле добри одлуки во вашиот живот. And by God's grace, if God is going to allow us to live, И по Божја милост, ако Господ ни дозволи да живееме, I promise you that I will do everything possible to come back again and fellowship with you here. ви ветувам дека ќе сторам се што е можно за да дојдам повторно и заедно да другаруваме. I want to also send an invitation to all of you who are present here, and not only, Сакам да ве поканам и сите вас што сте овде присутни и не само на вас. if you have a possibility and you are traveling in Romania or you would like to come and visit the Medical Missionary School in Romania, please, you are more than welcome. Ако имате можност, ако патот ве нанесе на Романија, тогаш вие сте добредодени да го посетите здравствениот медицински центар, односно училиште каде што јас се наоѓам. And if we don't know the same language, let's say, И иако не го знаеме, не го зборуваме истиот there јазик, is a language that all of us we must know. и постои еден јазик кој што треба сите ние да го знаеме, This is the language of love. а тоа е јазикот на љубов. This is the language of friendship, Тоа е јазикот на пријателство, of goodness. на добрината. And Macedonian people are very good speaking in this language. А македонците многу добро ги зборуваат овие јазици, односно овие During this day, I was thinking a lot, what should be my last message Во to текот на present in this church? Во текот на овие денови размислував која да биде последната порака која што ќе ја презентирам во оваа црква. The Bible is a very important book and it is a heavy book spiritually. Библијата е многу важна книга, но и духовно набиена, значи. And I think this is one of the reasons why so many people are not bringing the Bible at the church with them. Можеби ова е причината заради која што мнозина од верниците не ја носат The Библијата Bible со tends себе, to become heavy. Yes. затоа што Библијата некако знае да биде тешка. But if you remember something about Brother Andrew, when I'm not going to be here, Меѓутоа, кога ќе се сетите на брат Андреј, односно на него, значи кога нема да биде присутен тука, remind yourself this, brothers and sisters. сетете се на ова, браќа и сестри. The Bible is the inspired word of God. Библијата е вдахновена книга од Бога. It is the only book Тоа е единствената книга that can prepare me and our families to be ready for Christ's second coming. која што може да ме подготви мене
и вас, нашите семејства, за да бидеме подготвени за второто Христово доаѓање. So at this moment, I invite you to open the Bible in the book of Isaiah chapter 38. Ве повикувам сега да отвориме сите во Исаија 43 глава. It's going to be a very simple message, Ќе имаме една едноставна порака ова вечер, but I really hope that this message is going to encourage you and provoke you in the same time. но се надевам дека во исто време оваа порака ќе ве охрабри, но и ќе ве испровоцира. Because we need to understand the work that we need to do in these last days. Бидејќи треба да го разбереме делото кое што треба да го извршиме во овие последни денови. Yesterday we have spent a lot of time dealing with Bible prophecy and last day events. Вчера поминавме доста време занимавајќи се со библиските пророштва и последните настани. And you have seen with your own eyes the agenda that is we see being done in this world. И со сопствени очи можевте да видите каква агенда се подготвува во овој свет. And Satan again is using deception to deceive a lot of people. И повторно сатаната се служи со измама за да измами многу луѓе. But we need to be ready. Меѓутоа ние мора да бидеме спремни. Now Isaiah chapter 38 we want to read starting at verse 1. Исаја 38 глава, значи читаме први стих. In those days was Hezekiah sick unto death. Во она време Езекија смртно се разболе. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came unto him and said unto him, Пророкот Исаија, синот Амосов, му дојде и му рече: Thus said the Lord, Вака вели Господ: set thine house in order, for thou shalt die and not live. Среди ја својата куќа, зашто ќе умреш, не ќе оздравиш. Now, this was a king. This was King Hezekiah. Ова беше царот Езекија. We don't know the details of his problem, Не ги знаеме деталите за неговиот проблем. but the Bible is saying that this king was sick unto death. Меѓутоа ни Библијата ни кажува дека овој цар беше смртно болен. Now, you need to understand something about the privileges that a king or a ruler is having. Мора да разбереме сега некои работи, односно околу привилегиите, предностите што ги има еден Now, цар, односно Let's водач. say that the president is having problem with the heart. Да речеме дека председателот има некакви срцеви He is проблеми. not going to any hospital in the area. Тој сигурно нема да отиде во било која болница во околината. He is going to the best hospitals. Туку ќе отиде во најдобрата He is болница. able to visit the best health centers. Тој е во состојба да ги посети најдобрите здравствени центри. And the state is doing everything possible to keep that president or that king alive and in good health. А државата ќе стори се што е во нејзина моќ да го одржи тој председател или цар во добро здравје. So a king is having privileges that simple man is not having every day. Значи царот има такви предности какви што еден обичен човек ги нема. So when the Bible is saying that King Hezekiah was sick unto death, you need to understand Значи кога Библијата вели дека царот Езекија бил смртно болен, мора да разбереме that from a human perspective, they have done everything possible to secure his health. Значи од човечка гледна точка тие направиле се што било можно за да го исцелат. But nothing was working. Меѓутоа ништо не успеало. And in this condition, when he was sick unto death, И во една ваква состојба кога бил the смртно Bible болен, is saying that the prophet of God, Isaiah, came with a message from the Lord. Библијата ни вели дека Божиот пророк Исаија му дошол со порака од Бога. Now you need to understand something about God. Мора да разбереме нешто во врска со Бога. When God is deciding something for your life, Кога Господ ќе одлучи нешто за вашиот живот, no doctor, ниту еден доктор, no natural remedy, ниту еден природен лек, no missionary, ниту еден мисионер, nobody is able to help you. никој нема да може да ви помогне. Now, this is a very important thing for you to understand. Ова е многу нешто важно што треба да се разбере. Because there are people who are thinking that healing is found in some, let's say, in natural things, in natural remedies.
Затоа што луѓето мислат дека лекот се наоѓа во некој вид на природни лекарства. Now, you have to understand that God is using those things, Мора да разбереме дека Господ се користи со такви but лекови, they don't have power in themselves to heal us. но тие немаат сила самите во себе за да не исцелат. It is God that is saying He will be healed. Туку Господ е тој кој што ќе каже тој ќе биде исцелен. And because we need to bring glory to God, И бидејќи треба да го прославиме Бога, God is using simple things that we may understand Господ се користи со едноставни нешта за да разбереме that healing was not something that was done through our power, дека исцелувањето не е нешто што било направено со наша моќ, but only through the power of God. туку само преку неговата моќ. You cannot take a lemon and praise the lemon for your healing. Не можете да го земете лимонот и да го славите лимонот заради вашето You исцелување. praise God for the miracle. Туку ќе го прославите Господа за тоа чудо. But in this situation, Но во една ваква when ситуација, the king was sick unto the point of death, кога царот е болен, дори до смрт, came a message that closed all the doors of hope. Came a message from God that this message was closing all the doors of hope. Значи, доаѓа порака од Бога, која што порака ги затворила сите врати на надеж. And God said, И Господ вели, put your house in order, подготви ја својата куќа, because you will die and you will not live. затоа што нема да оздравиш, туку ќе умреш. Now, you have to understand something. Мора да разберете нешто. When somebody is at the point of dying, Кога некој е на умирање, he needs to understand the most important things in life. мора да го разбере најважното нешто во животот. Now, when you are speaking with somebody that is approaching death or in the deathbed, Кога му зборувате на некој кој што е на смртна постела, you don't speak about, how can I say, usual things. нема да му зборувате, нели, да му кажувате вообичаени нешта. You try to get the attention of that man or that woman to the spiritual things, to put the life in order with God. Туку ќе се обидите да го привлечете вниманието на тој или на таа кон духовните нешта, за да тој си го среди животот со Господа. Because this is the most important thing. Бидејќи тоа е најважното нешто. I remember once I was in a church, Се сеќавам еднаш бев во една црква. and in that church there were a lot of problems. Во таа црква постоеја многу проблеми. People are fighting. Луѓето се расправаа меѓу себе. And when I'm saying that they were fighting, I'm not speaking only in spiritual sense. И кога велам дека се расправаа не само во духовна смисла, не мислам само They на came тоа. to such a position that they were fighting physically. The police was calling the pastor home. Туку ситуацијата дошла до таа состојба да дури физички се пресметувале, па и полицијата дошла до домот на And пасторот. the policeman was phoning and said, "Brother pastor, please come and do something of the members of your church." Полицијата го повикувала пасторот по телефон и му велела ќе ве замолиме да сторите нешто во црква. And people are able to fight for nonsense. А знаете, луѓето често пати знаат да се тепаат и за ништо. They were за fighting безсмислица. for a tree that was in the middle of a fence. Знаат да се степаат за дрво кое што се наоѓа на средина, на меѓата. Can you imagine like this? But at a moment, Меѓутоа во момент, one lady that was, how can I say, was generating a lot of problems in that church. меѓутоа во еден момент една сестра предизвикуваше многу проблеми во таа црква. She was very sick. Таа беше многу болна. And she was so sick at the point of dying. Значи беше толку болна што скоро и ќе Were the умреше. last moments of her life. И во последните моменти од незиниот живот And she called the pastor го повикува пасторот and she wanted to speak with him. и сакала да разговара со My него. brothers and my sisters, I was there. Браќа и сестри, јас бев таму. And as she was staying, Додека стоеше, the pastor tried to remind her that she needs to forgive somebody. пасторот се обидуваше да ја подсети на
тоа дека мора да му опрости на некого. And the pastor said, look, you have a problem with this brother and this sister and this family. You need to forgive them. Пасторот ти велел, имаш проблем со овој брат, со оваа сестра, со ова семејство, мора да им простиш. And you also need to ask for forgiveness. И мора да побараш прошка и од нивна страна. And you know what happened? И знаете ли што се случи? These were the final words of this lady. Ова беа последните зборови на оваа And she жена. said, I will not forgive them. Нема да им простам. And she died. И починала. You know, when I saw that image, Кога ја видов таа слика, I was demolished. едноставно бев срушен. You know, I was not comprehending how much hate can be in somebody's life. Не можев да разберам колку многу омрза може да се собере во нечиј живот, That even on the deathbed, you don't have power to forgive the people who have done something bad for you or you for them. та дури на смртна постела да немате сила да им простите на некого што ви направил нешто или пак вие сте им When направили. somebody is at the point of dying, you have to give a special message for him or for her. Кога некој е на смртна постела, значи мора да му упатите посебна порака до него или до неа. But in the same time, Но во исто време, the man that is almost dying, човекот кој што скоро е на смрт, he is having a special message for the people who are around him. и тој има посебна вест за луѓето околу него. I was speaking with one brother from my country. Разговарав со еден брат од Руманија. His wife was having cancer, breast cancer. Неговата жена имаше рак на градата. And he was describing to me the last seconds of the life of his wife. И тој во една прилика ми ги опишуваше последните мигови од животот на својата And he жена. was describing that after 40 years of marriage, Ми објаснуваше дека после 40 години на брак, the last words of the wife were these words. последните зборови на неговата сопруга биле следниве. And she said, please give me your hand. Му рекла, значи, на сопругот, те молам, подај ми ја својата рака. And he stretched the hand. Ја испружил раката, And she took the hand of her husband and hold it tight. му ја зела раката, цврсто ја фатила And then she died. и потоа починала. And this was the last thing that remained in the mind of this brother. И ова биле последните нешта кои што останале во умот на овој брат. I remember what was the last words of my father, Јас се сеќавам на последните зборови на мојот татко. the last words from him. Последните зборови од него беа, I came to his bed значи дојдов кај него and покрај he said креветот to me, и ми рече: Andrew, Андреј, if something is going to happen with me, ако нешто се случи со мене, take care of thy mother and thy brothers. грижи се за твојата мајка и твоите браќа He said, be faithful. и биди верен. These were the last words that I remember from my father. Тоа се последните зборови на кои што се сеќавам од мојот. Now, but these words that were coming to King Hezekiah Меѓутоа, овие зборови што му били упатени на царот Езекија, were words that were coming straight from the Lord. биле зборови кои што директно Господ му ги упатил. So God is not losing time when he is speaking to this almost dying man. Значи, гледаме дека Господ не го губи времето кога му се обраќа на овој човек кој што скоро е на смрт. If we listen God's words, Ако ги послушаме Божите зборови овде, God's message in this situation, Божјата порака во оваа ситуација, you will understand which is the most important thing for you and for me. ќе разберете што е најважното нешто за вас и за мене. This is the most important thing in your life and in my life. Ова е најважното нешто во вашиот и во мојот живот. And the Bible is saying in verse 1, thus said the Lord, Значи Библијата вели, вака вели Господ, set thine house in order, среди ја својата куќа, for thou shalt die and not live. зашто ќе умреш и не ќе оздравиш. So God is saying you have to do a work in your house. Значи Господ вели,
мора да направиш, имаш работа во твојата You куќа. need to let the things in order in your house. Мора да ги средиш нештата во твојата куќа. This is the most important thing that you need to do. Ова е најважното нешто што треба да го сториш. And I want that these words to remain also in your mind, my brothers and my И sisters. би сакал овие зборови да останат и во вашите умови, браќа и God сестри. is saying, set thine house in order. Господ вели среди ја твојата куќа. Now, what is this house representing? Што представува оваа куќа, да видиме сега? First of all, this house is representing our hearts. Како прво, куќата ги представува нашите срца. When God is saying, set thine house in order, He's saying, put your life in order. Кога Господ вели среди ја својата куќа, сака да каже среди ги нештата во своето срце. Because when you will die, Затоа што кога ќе умреш, God is saying, you will not live. нема да живееш, вели овде Господ. So that means that after death, you cannot change anything after this. Односно, после смртта не можеш ништо да промениш. This is a foolish teaching that is saying to the people that after death you can do something. Безсмислено и глупово е учењето кое што вели дека после смртта можеш нешто да сториш, да God поправиш. is saying you cannot change anything after death. Господ вели дека после смртта ништо не можеш да промениш. Now is the time Сега е when времето you need to put your house in order. кога мора да ја средиш својата куќа. Let's go to the book of Luke chapter 11. Да отвориме во Лука 11 And глава. let's see from the Bible that a house is a symbol of a man. И да видиме овде дека куќата го символизира човекот. You and me. Мене и вас. My life, my heart, my mind. Мојот живот, моето срце, мојот ум. Luke chapter 11. Лука 11, And let's read starting at verse 24. ќе почнеме од 24 стих да читаме. When the unclean spirit is gone Кога нечистиот дух ќе излезе од човекот, out of a man, да, he walketh through dry places seeking rest. тој скита по безводни места и бара спокојство. Now let me ask you from where this spirit is coming. From where he is coming Прашам out. од каде излегува овој нечист дух? From the man, the Bible is saying. Човекот ни вели. Now listen further. And findeth none, he said, I will return unto my house. И кога не ќе го најде, значи местото вели ќе се вратам во својот дом, Whence I came out. од каде што излегов. So do you see that this spirit is speaking about a man's life? Дали гледате дека This Jesus is the representing значи овде Исус ни представува, the life of a man as being like a house. ни го представува животот на човекот како да е една куќа. Because the Bible is saying the spirit was coming out from the man, Затоа што Библијата ни опишува дека духот излегува од and човекот, then he is saying, I will come back to my house. а потоа духот вели ќе се вратам во For those својот who are дом. taking notes, we are not going to open the Bible. За оние кои што прибележувате, нема да отвориме таму Библијата. Matthew chapter 7, Запишете Матеј 7 глава, starting at verse 21 започнувајќи од 21 till стих, verse 26. од 21 до 24. Jesus is speaking about two categories of people. Исус ни зборува таму за две категории на луѓе. Those who listen the word of God, Оние кои што го слушаат but they Божјото are not слово, obeying the word of God. го слушаат, но не се послушни на Божјото They слово. are represented like a house that is built on sand. Тие се представени како една куќа која што е изградена на песок. Those who hear the word of God А оние кои што го слушаат Божјото and слово they live according to this word, и живеат според него, they are represented by a house that is built upon a rock. тие се представени преку една куќа што е изградена на карпа. So when God said to King Hezekiah, Значи кога Господ му се обреке на Езекија set thine house in order, и му вели да ја среди својата куќа, God was saying to him, Господ всушност му вели: put your life in order. среди си го животот. You need to put your life in order, Мораш да си го средиш not животот. your bank account. Не сметката во банка, Don't fix your car. не колата. The most important thing is not your job, Најважното нешто не е твојата работа, is your character. туку твојот карактер. Because this is the only thing that you will be able to take with you.
Затоа што тоа е единственото нешто што ќе го земеш со себе. Then Jesus, he is speaking about a house also, Потоа Исус подосна зборува исто така за as куќа, representing our families. кое што ги представува нашите семејства. Do you remember in Joshua chapter 24, Се сеќавате ли во Исус Навин во 24 verse глава, 15, 15 стих? when Joshua said, as for me Кога Исус вели што се однесува до мене, and my house, што се однесува до мене и мојот дом, speaking about his family, зборувајќи за своето семејство, we are going to serve the Lord. ние ќе му служиме на Бога. So a house is a symbol in the Bible of a family. Значи куќата во Библијата го представува семејството. Now this man was on the point of dying. Че овој човек се наоѓа пред смрт. And God is saying the most important things for you in life И Бог вели, најважното нешто во твојот живот is your character. е твојот карактер. And secondly, you need to take care of your family. И второ, треба да се погрижиш за своето семејство. If God said Ако Господ you вели, need to put your house in order, ако Господ вели дека треба да си ја средиш куќата, that means that God saw a problem in this king's heart тоа значи дека Господ видел проблем во срцето на овој цар, and even in the family of this man. дури и во неговото семејство. Because God put the finger on the problem. Затоа што Господ ставил прст на I проблемот. want to tell you something, my brothers and my sisters. Така да ви кажам што, браќи и It сестри, is a great possibility голема е можноста that next time when I will come to Skopje, да следниот пат кога ќе дојдам овде, we are not going to be friends. Translate. дека нема да бидеме пријатели. And you will say, how in the world we are not going to be friends? И ќе се речете, па како тоа? You know, I have seen a thing through the years. Сум посведочил за многу нешта низ годините. People are very friendly Луѓето се многу, значи, пријателски настроени, till you put the finger on their favorite sin. се додека не го ставите прстот на нивниот омилен греф. And then that's it. И после толку е од пријателството. I have seen people that were very friendly. Сум видел исто така луѓе кои што They said пријателски amen to everything. ќе кажат амин, ама на Just се, like the people in the time of Christ. како луѓето во Христово време. Hosanna, the son of David. Осана, синот Давидов. And just a short time further, И после кратко време, the same people were crying, crucifying, истите crucifying, луѓе crucifying. вика распни го, распни го. We don't, some of the brethren, maybe you are not, you don't see, how can I say, sensitive subject. Maybe you don't see in this a sensitive subject. Може би во ова порака не гледате некоја But there are some people, чувствителна порака, но and, има луѓе, and especially ladies in the church, а посебно дамите во црква. when you speak about the dress reform movement, Кога ќе зборувате за реформата во облекувањето, that's it. толку е. We are friends, but till here. Пријатели сме, ама до тука, понатаму. If you touch my clothes, А ако се допреш до мојата облека, that's it. толку е. Or if you speak about my diet, Или ако ми зборуваш за начинот на мојата исхрана, have you seen that this week I have not spent in any occasion no time and spoke about these things? видовте дека за овие нешта, за целото ова време ништо не спомнав. Because these are things for the beginners, my brothers and my Затоа што sisters. тоа се нешта за почетници. We need to go to higher grounds. Ние мора да одиме на повисоко ниво. You understand what I'm trying Не to say? разбирате што сакам да ви But кажам. here, Jesus was looking at King Hezekiah and he put the finger on the problem. Меѓутоа овде Исус гледа на царот Езекија и го ставил прстот токму на проблемот. Now look the attitude of the king. Погледнете до сега однесувањето на царот. Isaiah chapter 38, Ще се враќаме во Исаија 38 глава starting at verse 2. и читаме од втори стих. Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed unto the Lord, Езекија се сврте кон зидот и вака му се помоли на Господа. and said, Remember now, O Lord, I beseech thee, Ах, Господи, спомни си, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, дека пред Тебе оде верно и со честно срце and have done that which is good in thy sight.
и дека го направив тоа што е добро во твоите очи. And Hezekiah wept sore. И Езекија почна да плаче горко. Now look here what Hezekiah is doing. Да видиме сега што прави овде God Езекија. is saying, you have a problem in your heart. Господ му вели, ти имаш проблем во своето срце. You have a problem in your family. Имаш проблем во семејството. And he is saying to God А тој му вели на Господа, the good things that he has done. му го кажува на Господа сето она добро што го Look, сторил. Lord, what I have done for you. Види Господе што сум направил Do за you know тебе. how much money I have given for you? Дали знаеш колку пари сум дал за тебе? Do you know how much people I have baptized? Дали знаеш колку луѓе сум крстил? Do you know how much I have worked for other people? Дали знаеш колку сум работел за другите? And God is saying, I know everything. А Господ вели, знам се. But you have neglected a work. Меѓутоа си запоставил едно нешто, This is the work in your life. а тоа е работата во врска со твојот живот And this is the work in your family. и со твоето семејство. My brothers and my sisters, people are washing their hands sometimes. Понекогаш луѓето си ги перат рацете And sometimes the people are thinking that they can buy forgiveness from God. си ги мијат рацете и некојаш мислат дека можат да купат прошка од Господа. They have some real problem in their life. Имаат еден вистински проблем во живот. But they think if they are going to do some good things for the Lord, Но мислат дека ако сторат некои добрини за Бога, somehow the balance is going to balance, you know, it's going to. на некој начин нели вагата ќе превагне на една This страна. is not with God, my friends. Меѓутоа тоа не работи кај Господа. Because the most important thing that God is wanting from us, Затоа што најважното нешто што Господ го бара од нас it is my life to be changed. е промената на мојот живот. Yes, it is good that you help the other people. Да, добро е тоа што си им помогнал на другите. Yes, it is good that you have done a lot of good things. Добро е што си сторил многу добрини. But at the end, God is not willing to save only them. Меѓутоа на крајот Господ нема да ги спаси и не сака да ги спаси само нив, God wants to save you. туку и тебе. God wants to save your family. Сака да го спаси и твоето семејство. And now the king was crying. Овде го гледаме царот како плаче. And you know what? И знаете што? We serve a good God. Му служиме на еден добар Бог. And God decided, I will give you time. И Господ одлучил да му даде време. Now, some people are reading this Bible passage Некои луѓе го читаат овој библиски дел, and they are thinking God has done a mistake. овој библиски текст и мислат дека Господ направил грешка овде. Why God didn't come from the beginning and say to him that he will live just so much years? Зошто уште на почетокот Господ не дошол и му рекол ќе живееш уште Why? 15 години? Why God came from the beginning and say you are going to die? Зошто Господ доаѓа и му вели дека ќе умре, And then after a short time, God is calling back the prophet Isaiah. а после кратко време Господ повторно го праќа Исаија Look here, I have changed my mind. и му вели, слушај, јас I am going to го give променив you, својот ум, I am going to give you a Твоето мислење? period to live. ќе му дадам значи еден период Now, живот. let's see how much years God gave to King Hezekiah. Ја веќе кажав. Меѓутоа да видиме уште колку години му дал Господ на царот Езекија. Now, let's go to the book of chapter 38, verse 4 and 5. Isaiah 38, 4 and 5. 4 и 5 стих, значи ги читаме. Then came the word of the Lord to Isaiah, saying, Тогаш му дојде Господово слово на Исаија. Go and say to Hezekiah, thus said the Lord, Отиди и речи му на Езекија, вака вели Господ. the God of David, thy father, I have heard thy prayer, and I have seen thy tears. Behold, I will add unto thee days 15 years. Значи вака вели Господ, Бог на твојот татко Давид, ја послушав твојата молитва, ги видов твоите солзи. Ке те излечам, по 3 години ќе влезеш во Господовиот дом, ќе му додадам на твојот век 15 години. Now let me ask you, how many years? Да ве прашам, колку години? How many years? 15 years. 15 години. Now, what was the reason for these 15 years? Која била причината што Господ му дал 15 години? In this time of probation of 15 years, Чи во оваа време на проба, what would Hezekiah start working to do? What was his mission in these 15 years? која била мисијата што требало Езекија да ја заврши во овие 15 години? Set thy house
in order. да ја среди својата куќа. This was his most important work. Тоа била неговата најважна работа. God gave him 15 years. Господ му дал 15 години. From the beginning, God said, you have a problem in your home. На почетокот му рекол, имаш проблем во домот. That means you have a problem in your life. Значи имаш проблем во животот. You have a problem in your family. Имаш проблем во семејството. Solve it. Среди го проблемот. This is the reason why I'm giving you 15 years. Затоа ти давам 15 години. But sometimes God's news are so good. God's news. God's news are so good Значи понекогаш Божјите вести се толку добри that we don't believe them. што не им ни веруваме. The gospel is so good that we say, no, it is too easy. Евангелието е толку добро што некогаш велиме, тоа е премногу лесно. Let me give you an example. Ќе ви дадам пример. If God is saying today, Ако Господ денес каже, if you confess your sins ако ги признаеш своите гревови and you are sorrowful about your sins и ти е жал за нив and you ask for forgiveness, и ако побараш прошка, I can forgive you. ќе ти простам. Not only that I am able to forgive you, И не само што ќе ти простам, but from this moment, туку од овој момент I am looking at you гледам на тебе like you have never seen before. како никогаш да не си сгрешил во животот. And some people are saying, А некои луѓе велат на it ова, is impossible. ова е невозможно. It is impossible that God to be so good with me. Не е возможно Господ да биде толку добар кон мене. But this is our God. Меѓутоа тоа е нашиот Do Господ. you remember when God said to Zachariah, Се сеќавате ли кога Господ му вели на Захарија, you will have a son? ќе имаш син? He was praying for a child. Тој се молил нели за дете. And God is saying his name shall be John. И Господ му вели твој синот ќе се вика, неговото име ќе биде And Јован. Gabriel А Гаврило, came unto him and say, the reason why you need to trust me, Гаврил доаѓа и му вели причината поради која што треба да ми I веруваш am е the angel that is staying closer to God затоа што јас сум ангелот кој што е близок до than Господа. any other angel. Поблизок од било кој друг. You have to trust me. Мора да ми веруваш. And then the angel is looking at him. И потоа ангелот го гледа And Zachariah was not having trust in the promise of God. а Захарија не верува во Божите ветувања. And God said through the angel, you will not be able to speak till these things are going to be fulfilled. А Господ преку ангелот му порачува дека нема да проговориш се додека се тоа не се исполни. Look, you pray for something, Се молиш за нешто but at the end you don't believe that God is able to do и something. на крајот не веруваш дека Господ може да стори нешто. I have listened some parents saying, Сум слушал некои родители како велат, my son is drinking, мојот син пие, he's smoking, пуши he's not willing to do anything with God. и не сека ништо да има со Бога. And I asked them, do you think that God is able to do something? И јас ќе ги запрашам, што мислиш, дали Господ може да направи нешто? Let's pray. Ајде да се They молиме. say, who knows? И ќе ми речат, па кој знае? I don't think something can happen. Јас не верувам дека нешто може да се случи. It was a man Беше еден човек, that was married with our sister, sister from the church. значи беше оженет за сестра од наша сестра од And црквата. this man had a problem with cigarettes. И овој човек имаше проблем со пушењето. And one day he decided to come to church. Еден ден решил да дојде во црква, And the pastor was preaching. пасторот проповедал, And as he was preaching, he made an appeal. и додека проповедал, ги повикал луѓето, And he said, how many of you do you want to renounce to your sins? колкумина од вас сакате да се откажете од своите Your гревови, bad habits. од вашите лоши навики. And this man that was having problems with smoking will raise up his hand. И овој човек кој што имаше проблем со пушењето, ја подигна својата рака. He stood up and he said, Стана и рече, Pastor, пасторе, I want you to pray for me сакам да се молиш за мене, because I want to throw these cigarettes. затоа што сакам да ги фрлам овие цигари. And the pastor was asking him, А пасторот го запрашал, do you have your cigarettes with you? дали ги имаш цигарите сега со He тебе? said, yes, I have them here in my Да, pocket. ги имам во джеп. And he said, come here. Дојде вамо му рекол. He took a newspaper
А зел еден вестник and there in front of the church. и тука пред целата црква. He said, you need to rip this packet with cigarettes in pieces. Треба да ја распрчиш оваа пакла цигари во на парчиња, значи. And he put it on that newspaper, Ја the packet that was ripped. и ја ставил на вестникот што имал пред себе And he said, the pastor, do you want to pray for this? и му рекол, пасторот му рекол, дали сакаш да се помолиме за And the ова? man said, yes. Човекот рекол да. Now listen the voice of the wife from the behind И of the church. сега послушајте што кажала неговата сопруга од позади. And supruga, the wife from the behind, she said, do Сопругата, you believe him? I don't believe anything. Заре му веруваш на него? Јас ништо не му верувам. And when the husband heard these words, Кога сопругот ги слушнал овие зборови, he took the packet with cigarettes. ја зел паклата цигари, He went outside. отишол надвор. He continued to smoke. So He he continued. didn't rip it out. No, he ripped out the cigarettes, but he took them with him out. Значи повторно ги зел на паклата ја зел надвор и But he continued to smoke in his life, и продолжил понатаму во животот да пуши. and he was dead because of smoking. И заради тоа и умрел еден ден. But one unwise lady, Заради една не мудра жена. instead of encouraging the husband, let's try, let's. Наместо да го охрабри својот сопруг. Do you see? Ајде, обиди се. Do you see what condition was? Наместо да го охрабри, видите And како right става. now, when the king is hearing 15 years, И сега во оваа ситуација кога царот слушнал 15 he's години, saying, from where I know that this thing is true. си рекол од каде пак да знам дека ова ќе биде вистинито. And then the prophet is saying, I will give you a sign. А пророкот му рекол ќе ти дадам знак. Choose. Избери You want that the sun to go forward or backward? дали сакаш сонцето нанапред да појде или наназад. And he said, I want the sun to go backward. И му рекол сакам наназад да го This is вратиш. more difficult. Ова е потешко. And was happening just like this. И токму тоа се случило. And after this thing, И после ова the healing took place. се случило исцелувањето кај царот. Why the healing took place? Зошто се случило Because исцелувањето? God said, I want him to live for 15 years. Затоа што Господ одлучил да царот поживее уште 15 години. Now let's read Isaiah 38, Да читаме во истата глава, starting at verse 21. значи 38 глава Исаија, from verse 21. 21. 21 стих. For Isaiah has said, let them take a lump of figs and lay it for a plaster upon the boil, and he shall recover. Исаија наложи, донесете облок од смокви, преврзете го на неговиот чир и тој ќе оздрави. So that, it was like a tumor, if I can say it. Значи некој вид на тумор, може And да се God каже дека. said, because I want him to live, И Господ рекол, затоа што сакам да поживее, we'll use a simple thing. ќе искористиме едноставен лек, едноставно Put нешто. a lamp of figs. Значи ставете му облок од смокви, Do this, and he was healed. направете го ова и го направил тоа и бил исцелен. Now, how many years God gave to the king? Колку години му дал Господ на царот? 15 years. 15. Now, what do you think is happening in the world Што мислите, што се случува? if you hear that the president is healed by cancer with a fig? Што мислите, што би се случило во светот ако On a се tumor. слушне вест дека председателот туморот го излечил со облога од смокви? After you went to the hospital, Откако вие сте отиште after you went to these health во centers, болница, по здравствени центри, the best doctors, најдобрите доктори, and right now he is healed by a simple thing. а на крајот се исцелил на едноставен начин. The people were speaking everywhere. Луѓето насекаде ќе зборат. In a matter of fact, Всушност, this thing had become so well widespread ова нешто, значи со Езекија толку многу се расширило насекаде, that people from Babylon што дури луѓето од Вавилон were sent биле испратени, to hear about this event. луѓе од Вавилон биле испратени за Let's да, go to 2 Chronicles chapter 32. да се уверат во овој настан, да одиме во
Втора книга Летопис или втора книга Дневник. 2 Chronicles, chapter 32. 32 глава. And we want to read from here, Втора Летопис или Дневник 32. and we want to read starting at verse 31. Ке читаме почнувајќи од 31 стих. Look here. 32-31. Howbeit in the business of the ambassadors of the princes of Babylon, Само кога дојдоа пратениците на вавилонските кнезови, who sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land. испратени кај него за да се распрашаат за чудото што стана во земјата. Why those ambassadors came from Babylon? Зошто овие пратеници дошли од Вавилон? What was their interest? Каков интерес имале? What is the Bible is saying? Што вели Библијата? They want to hear more of the wonder. Сакале да слушнат нешто повеќе за чудото. Это чудото. Да? They want to hear more. Значи сакаат да слушнат повеќе за чудото. But what was this чудото? What was this miracle? Но кое е чудо, какво чудо било ова? Because they were amazed to listen that this type of disease was healed by a fig. Биле изненадени што слушнале дека ваков тип на болест била исцелена со смокви. How by these simple natural remedies things like this can be healed? Како може ваква болест да биде исцелена со ваков едноставен природен So лек? they wanted to hear more about health message. И затоа имале желба да слушнат нешто повеќе за здравствената The, вест. the people from Babylon, Луѓето од Вавилон, the people from Skopje, луѓето од Скопје, the people from Macedonia, луѓето од Македонија. they want to hear about our health message. Тие сакаат да слушнат за нашата здравствена порака. They want to understand this message that God has given to us. Сакаат да ја разберат веста што Господ ни ја дал. But was another message attached to the miracle. Меѓутоа, со ова чудо беше поврзана и една друга вест. The Babylonians were asking, Вавилонците се запрашале. who is this God Прашувале, кој е овој Господ that is speaking to the sun кој што може да му проговори на сонцето and the sun is going backward? и сонцето да се врати наназад? Do you know that the Babylonians were worshipping sun? Дали знаете дека вавилонците му се поклонувале на сонцето? Do you know that these were their main god? Дали знаете дека тоа бил нивниот They главен have бог? all these astrologers Ги имале тие куп астролози who are looking on the sky. кои што го наблюдувале небото. They were looking after their god. Значи гледале по нивниот бог. And in one day, И еден ден they see how sun is going backwards. забележале како нивниот бог, односно сонцето се враќа назад. Who is having such a power? И си рекле, кој има таква моќ? So they wanted to hear more about the true God of Israel. Затоа сакале да слушнат нешто повеќе за вистинскиот Израелов Бог. And you know what, when they came, И знаете што, кога дошле, Hezekiah speak about anything else. Езекија им кажува за се друго, But not about these things. ама не за овие нешта. Go to the book of Isaiah chapter 39. Сега да отвориме во Исаија 39 глава. Isaiah chapter 39. Исаија 39. Now listen here. Is being said that the king of Babylon, in verse 1, Во првиот стих се вели дека во тоа време вавилонскиот цар sent letters and the present to Hezekiah, for he had heard that he had been sick and was recovered. му испрати на Езекија писмо со подарок, зашто беше чул дека бил разболен и дека оздравел. And Hezekiah was glad of them and showed them the house of his precious things, Езекија се израдува на тоа и им ја покажа на пратениците својата ризница. the silver, Среброто, the gold, златото, the spices, пријатните the мириси, precious ointment, мирисливите the масла, house of armor. својата ружница. In simple words, he showed them everything. Им покажал се што поседува, се Now што let me има. ask you this. Да ве запрашаме. Do you think that Babylonians never saw gold in their lives? Што мислите, дали вавилонците никогаш во животот не виделе злато? Do you know that according to the history, Дали знаете дека според историјата, Babylon was a very big city.
Вавилон бил многу голем град. And Babylonians were very proud. И вавилонците биле многу горди со тоа. When an army was surrounding Babylon, Кога армија ќе го опколела Вавилон, like to cut the supply of food and water, за да го пресеше дотокот на храна и вода, the Babylonians were so proud that they took baskets with food. вавилонците биле толку горди што земале крошни со храна And they were throwing in the head of the soldiers outside the city. и ја фрлале таа храна врз главите на војската која што го опколила Вавилон. Like they were mocking the people who were trying to overcome them. Како да ги исмевале оние кои што сакале нив да They ги said that совладаат. there was a road where the king was going with his chariots. In the city. Yes. Се вели дека имало пат во самиот град каде што царот тука се движел со своите кочи Was gold. и бил златен, My познатен. friends, пат. they saw gold. Значи тие имале They видено saw злато. silver. Знаеле што е But they сребро. came for something else. Меѓутоа дошле кај Езекија за нешто друго. They want to hear about the wonder, the чудо. Сакале Yes. да слушнат за чудото. They want to hear about the health message. Сакале да слушнат за здравствената реформа. They want to hear who is this God greater than the sun God. Сакале да слушнат кој е овој голем Бог кој што е поголем од сонцето. They want to hear about Bible prophecy, Сакале да слушнат за библиските пророштва, the mark of the beast, за живот на зверот, things that are happening in the world. за нештата што се случуваат во светот. This was the message that should be preached to Babylon. Тоа е пораката која што треба да му се проповеда на Вавилон. But instead of this, Но место тоа, Hezekiah, Езекија, Seventh-day Adventist, адвентистот на седмиот ден, we are preaching whatever we want to preach. значи ќе проповедаме се што сакаме да проповедаме, But we are not telling the message to the people that they need. меѓутоа не им ја кажуваме онаа вест на луѓето што највеќе им е потребно. My brothers and my sisters, Браќа и сестри, we are in a danger, ние сме во опасност and we can preach messages from the pulpit и можеме да проповедаме од проповедалната, that they have only one purpose, кои што имаат само една цел, to fill the time. да го исполнат времето. That's it. Да помине само времето и тоа е. How much? 1 hour? Колку е еден час? Готово. Goodbye. Пријатно. This is it. И тоа е тоа. And this is something very, very painful for the heart of God. И ова е многу болно за Бога. The message has to touch the people. Пораката треба да допре до луѓето. The message has to give solution to the people in their problems. Пораката треба да им понуди решенија на проблемите на луѓето. The people are suffering, Луѓето страдаат, and we have the remedy. а ние го имаме лекот. We have a wonder in our hands. Ние го имаме чудото во нашите раце. But when the people are coming in our home, Но кога луѓето ќе дојдат во нашиот дом, come, let me show you the collection of perfumes. Look here. дојди да ти ја покажам колекцијата на парфеми. This is from Germany. Ова е од Германија, This is from France. ова е од Франција, This is from, from Romania. ова е од Романија. Let me show you these clothes that I bought, Да ти ја покажам облеката што We е. are speaking with people about everything, Зборуваме со луѓето, ама баш за се. but we are speaking with them about the things that they need the most. Но не го споделуваме она што највеќе им е потребно. I have a question for you, don't answer me. Имам прашање за вас, но не ми одговарате. What do you discuss with your children at home? Што разговарате со своите деца во своите домови? When they come home from far away, Кога ќе си дојдат дома оддалеку, what is the topic of your conversation with them? значи која е темата? Do you speak about the wonders of God? Дали зборувате за Божите чуда? Do you speak about the goodness of God? Дали зборувате за неговата Do you speak добрина? about the mercy of God? За неговата милост? Do you speak about the 15 years of probation Дали им кажувате за 15 години на проба, that we may put our life за чие што време треба да го средиме својот живот and families in order? и своите семејства? Or do you speak about anything else? Или пак им зборуваме за било што друго? This was the mistake of Hezekiah. Ова беше грешката што ја направи Езекија. My brothers and my sisters, Браќи и сестри, tomorrow I will go. утре си заминувам, Remember, сетете се. the people from Skopje, Луѓето од Скопје, they don't need gold,
Не им е потребно злато, They don't need silver. не сакаат сребро, They don't need the things that they have. не го сакаат она што веќе го имаат. In their hearts, Во нивните срца there is an empty space постои празнина, that only God is able to fulfill that place. која што може само Господ да ја исполни. And you have a work to do И вие имате работа to present to them Да the им- wonders of God. ги представите на нив Божите чуда. And you know what? И знаете што? Isaiah came and he said, Доаѓа Исаија и вели, who were those people? му вели на Езекија, кои беа овие луѓе што дојдоа? Who were they? Кои беа? And the king answered, Царот одговара, they came from Babylon. дојдоа од Вавилон. And then Isaiah said, И потоа Исаија му вели, what they have seen in your house. што видоа во твојот дом? What they have seen in your house. Што видоа во твојот дом? And he said, I have shown them everything. Им покажав се. And then the prophet said, И потоа пророкот вели, because you have done this, затоа што го стори ова and you have not given glory to God, и не го прослави Бога, it is going to come a time ќе дојде време when the same people, кога истите тие луѓе they are going to persecute you. ќе те прогонуваат. Your children are going to be taken from you. Твоите деца ќе бидат одземени од This тебе. was a prophecy that was showing the time when the young people were taken in Babylon. Ова беше пророштвото кое што укажуваше на времето кога млади луѓе беа земани и носени во Вавилон. Isaiah said, these people, they are going to come back again. Исаја му вели, значи дека овие истите луѓе ќе се вратат My brothers and my Amen. sisters, very soon, многу скоро. Adventists, they will be considered terrorists. Адвентистите ќе бидат сметани за терористи, Jihadists, джихадисти. Adventists, Islamists, for the people is one and the same. За луѓето джихадисти, адвентисти или Then било какви се исти. who are they? Everybody is Isti. You understand? You Кои се understand? овие? Сите се исти. Now, when that persecution is going to start, Кога ќе започне тоа прогонство, if you have been a blessing for the people, ќе биде благослов за луѓето, many people will raise up and defend you. Many people can you repeat again? say, if you have been a blessing for the people, Ако си бил благослов за луѓето, значи, people will rise up and they will defend you. луѓето ќе станат во ваша одбрана And they will say, please stop. и ќе речат, ќе ве молам, застанете. I know this man. Запрете, го знам овој I човек. know this family. Јас знам ова I know how they семејство. live. Знам како They живеат. have helped my child. Му помогна на моето They helped me дете. so many times. Толку многу пати ми You are помогна. making a mistake. Правите грешка. And the people, they are going to take position for the truth. И луѓето ќе застанат на страната на вистината. But if we are busy for the silver Меѓутоа, ако сме зафатени околу and среброто for the gold и златото and for the things of this world, и нештата од овој свет, when persecution is going to start, кога ќе започне прогонството, it is going to be very painful for us. ќе биде многу болно за нас. Now is the time Сега е времето when the people, they have to know in what we believe кога луѓето треба да знаат што веруваме and that we want the best for the people. и дека им го посакуваме најдоброто. Now let me ask you again, how many years did God give? Да ве запрашам уште еднаш, колку години му даде на Please. Езекија Господ? How many years? Колку години? 15 years. 15. What was the work given to the king in those 50 years? Што требало да прави Езекија за тие 15 години? Put the house in order. Да си го среди својот дом, својата куќа. Put your life in order. Својот живот да го And среди. this king was a very proud king. А овој цар беше многу горд цар. But he didn't solve the problem with his proudness. The problem was not solved. Значи не го реши својот проблем. He was proud. Беше горд. He was healed by God. Беше исцелен од Бога, But he drank again Coca-Cola. меѓутоа You are smiling. продолжи да си пие Кока-кола. God, I want to be healed. Господи, сакам да бидам And say, исцелен. all right. Во ред, вели And Господ. then God is showing that you are just continuing your life as usual. И Господ потоа ти покажува дека си продолжуваш со истиот тип на живот. Lord, if you help me even now, I promise you. Господи, ако сега ми помогнеш, ти ветувам. God is saying, I'm helping you even right now.
А Господ вели, па и сега ти помогам. And then we think that, no, it was not the Lord, a series of circumstances and А тогаш ќе си кажеме, не, тоа не беше Господ, тоа е така, случајно едноставно. and we don't want to be responsible. И не сакаме да прифатиме одговорност. Now let's go to the book of 2 Chronicles chapter 33. Да отвориме сега во книгата втора книга Летописи, And I want 33, 33-та, and I want to prepare us for the closing of this message. и да полека привршиме со оваа вест, порака. Now we want to read the last verse in chapter 32, Ќе го прочитаме последниот стих од 33-то поглавје, втора книга Летописи или and Дневник. then we want to read verse 1 and 2 from chapter 33. А потоа, 32, аха. So chapter 32 verse 33. Значи, последниот стих од 32-та глава, а And then, потоа првите два and then we стиха. go the first two verses from chapter 33. Yes? Потоа првите два стиха од 33-та глава. And Hezekiah slept with his fathers, Значи 32-33. Езекија почина кај своите and they татковци, buried him in the chiefest of the sculptures of the sons of David. го погребаа на угорништето по кое се оди кон гробовите на Давидовите синови. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem did him honor at his death. По смртта сите јудејци и јерусалемци му одадоа почест. And Manasseh his son reigned in his stead. На негово место се зацари син му Манасии. What was the name of his son? Како се викаше неговиот син? Manasseh. Now let's read verse 1 and 2. Да ги прочитаме сега први и втори стих од 3. Manasseh was 12 years old На Манаси му беа 12 години when he began to reign, кога се зацари. and he reigned 55 years in Jerusalem, Царуваше 55 години во Јерусалим. but did that which was evil in the sight of the Lord, Правеше што е зло во Господовите очи, like unto the abominations of the heathen, поведувајќи се по гнасотиите на народите, whom the Lord has cast out before the children of Israel. што Господ ги протера пред Израеловите синови. Now let me ask you this, my brothers and my Да sisters. ве прашам нешто, браќи и сестри. Now, please, Ве молам, how many years God gave to Hezekiah to live? колку години му даде Господ на Езекија да живее? How many? 15 years. 15. Yes? And in that moment, И во тоа време God said, Господ вели, there is a problem in your life. му вели дека постои проблем во твојот живот. There is a problem in your family. Постои проблем во твоето семејство. Now let me ask you right now, Да ве прашам, what was the age of his son when he was becoming king? колку години имал син му кога се зацарил? 12. 12. That means Тоа значи, that when God identified the problem in his family, кога Господ го идентификувал проблемот во неговото семејство, Manasseh was not born. Манасий не бил ни роден. How many years after was Manasseh born? Колку години после тоа бил роден Манасий? 3 years. 3 години. 3 години после тоа Манасий. Do you see Дали that гледаме these 15 years дека were in овие vain? дека овие 15 години биле залудни? Do you see this thing? Го гледаме ли ова? Was Manasseh a good king or a bad king? Дали Манасий беше добар или лош цар? A bad king. Лош. Now let me ask you this. Да ве запрашам. Who is responsible for the education of a child till the age of 12 especially? Кој е одговорен за воспитувањето на децата, посебно до 12 годишна возраст? Parents. But Родители. especially I'm looking for a word. Но барам еден збор, This is the mother. мајката. When the child is having 12 Кога детето има 12 години and he is becoming a king, и ќе се зацари на таа возраст, that child is the product of education from that home. тоа дете е производ на воспитувањето што го добило во тој дом. And especially the education that is given by the mothers. И посебно воспитувањето што го добило од својата мајка. And God looked from heaven. А Господ гледа од небото. God saw a problem in the life of Hezekiah. Господ видел, погледнал од небото и видел проблем God кај saw a Езекија. problem even in the wife of this king.
Господ вероятно видел и проблеми кај неговата сопруга. And God said, if Господ they are вели, going to have a child ако добијат дете in this condition, во една ваква состојба, it is going to be disaster. ќе биде вистинска катастрофа. Do you understand what I'm trying to say? Дали ме разбирате што сакам да кажам? My brothers and my sisters, Браќа и сестри, because a mother was negligent заради тоа што мајката била and the father was negligent немарна, да, и in the таткото, work of education, во воспитувањето, in the spiritual work, во духовното работа, a whole nation was suffering. цела нација страдаше. Do you know that young children from other families, Дали знаете дека млади деца од другите семејства, they have been taken from their homes биле земани од нивните домови because of the bad example of this family? поради лошиот пример на ова едно семејство. My message for you in the church of Skopje, Мојата порака до вас, црквата во Скопје, put your house in order. средете си ја куќата. This is a message for the husbands. Ова е порака до сопрузите, This is a message for the fathers. ова е порака до татковците. Put your life in order. Средете си го вашиот живот. Mothers, Мајки, put your life in order. средете го вашиот живот. Change something in your spiritual life. Променете нешто во вашиот духовен живот. Pray like you have never prayed before Молете се како никогаш порано for your children, за вашите деца, for your family members. за вашето And семејство. if you'll be faithful in this work, И ако сте верни во ова нешто, you will see this church growing. ќе видите како црквата ќе расте. This is a promise that is given by God. Ова е ветување што е дадено од Бога. If we are responsible Ако сме одговорни and we are heeding the voice of God, и го слушаме Божјиот глас, God is going to bless this church. Господ ќе ја благослови оваа црква. But you need to put your house in order. Но мора да си ја средите својата куќа. I want to ask the families here. Сакам да ги запрашам семејствата We овде. have a choosing to do. Имаме да направиме избор. We can remain with the gold, Или ќе останеме со златото, we can remain with the silver, со среброто, we can take the riches of this world, со богатствата од овој свет, but we are going to lose our children. меѓутоа ќе ги изгубиме децата. We can choose to participate in the preaching of the gospel. Можеме да избереме да земеме удел во проповедање на евангелието. Mother and father, И мајките и татковците, husband and wife, мажот и жената, together. заедно. And for the children that we are praying, И за оние деца за кои што се молиме, God is going to work for their salvation. Господ ќе работи на нивното спасение. This is God's promise. Ова е Божје ветување. But what we are going to choose? Но што ќе избереме? In what direction are you pushing your families, my Во friends? кој правец го буткате вашето семејство? Are you happy for the spiritual life of your children? Дали сте срекни со духовниот живот на вашите деца? Or you are happy because they have a house, Или пак сте car, срекни затоа што имаат a big salary? убава куќа, добра кола, добра плата? Foolishness. Тоа се глупости. These things are not meaning anything for God. Тие нешта на Господа не му значат ништо. God is saying two things are the most important. Господ вели две нешта се најважни. Your character Вашиот карактер and then your family. и потоа семејство. And this message is not coming from me. И оваа порака не доаѓа од мене, This message is coming straight from God. оваа порака доаѓа директно од Господа. So I am begging you, Затоа ве преколнувам, starting tomorrow, започнувајќи од утре, when the Babylonians are going to meet with you, кога ќе се сретнете со вавилонците, speak with them about the wonders of Christ. кажете им за Христовите чудеса. And for the mothers who are here, И за мајките кои што се овде, there is a quotation on the spirit of prophecy. постои еден цитат од Духот на I'm пророштвото. closing. She said Таа вели Елен Вајт, that many mothers today дека многу мајки денес, that are very burdened, кои што имаат големо бреме, се оптоварени, they are working a lot. многу работат, They have a lot of responsibilities in the home. имаат многу одговорности во And they домот say in the heart, Lord, I want to do much more for you. и си велат, Господе,
Сакам да сторам многу повеќе за тебе, but I don't have time. но немам време. I don't have health. I don't have power. Не ми е добро здравјето, немам сила. Again and again, work and work. Повторно и повторно работат. The prophet, she said, Елен Вајт вели, she said, I saw вели that видов when we were in heaven, кога ќе се најдеме на he небо, said that when Christ came кога ќе сме на and небо, bring кога ќе дојде the Исус crowns и ќе ги донесе круните for the ones that have been saved, за оние he спасените, said, I saw children видов деца, taking the crown from the head, таа вели видов деца како and ги they were in front of whole universe. симнуваат круните They said, Jesus, пред целиот универзум, велат Please. Исусе, те молам, call my mother. повикај ја мојата мајка. And he said the mothers were called. И таа вели дека биле повикани And мајки. he said when the mother was stepping in front of the whole universe, И таа вели дека кога мајките истапиле he пред said that I целиот saw универзум, children таа вели дека видела деца taking the crown како ги симнуваат and круните put it at the feet of the mother и ги ставале пред нозете на своите and мајки. in front of the whole universe. И пред целиот универзум The children will say, децата ќе кажат: if they were not the prayers of my mother, ако не беа молитвите на мојата мајка, I will not be here. немаше да бидам овде. It is my mother. Тоа е мојата мајка. My mother prayed for me. Мојата мајка се My молеше mother за мене, fasted for me. постеше за My мене, mother was encouraging me. ме охрабруваше. And then he said, I saw children, thank you, mother. И потоа таа Thank you. вели како децата им се And then заблагодарувале the на своите mother мајки began to cry. и мајките почнале да плачат. And they said, И рекле: it is finished. завршено е, се Our сврши. children are saved. Нашите деца се спасени. All the efforts Целиот труд we are seeing right now, го гледаме токму сега. the gift Резултатот, that we are receiving from God. дарот што сме го примили од Господа. My mothers, sisters, Мои мајки, how мои much do сестри, you pray for your children? колку многу се молите за своите деца. How much we are praying for our parents? Колку се молиме за нашите родители. How much we are praying as husbands for the salvation of the family? Како се молиме, колку се молиме ние како татковци за спасението на нашите семејства. This is the recipe of salvation. Ова е рецептот за спасение. And we are going to be saved. И ние ќе бидеме спасени. Put your house in order. Средете си го вашиот дом, вашата May the Lord bless you, my brothers and Нека sisters. Господ ве благослови, браќи и And сестри. if we are not going to see each other here, И ако не се видиме можеби овде, remember this. сетете се. Our families have to be missionaries for the Lord. Нашите семејства треба да бидат мисионери за Господа. Amen. Амин. Let's pray together. Да се помолиме сите заедно. Dear Heavenly Father, Драги татко наш небесен, I want to thank you, Lord, in a special way би сакал да ти се заблагодарам на посебен начин for all the blessings that we have received from you. за сите благослови што сме ги примиле од тебе. In a special way, Lord, I want to praise you for your goodness and forgiveness and your mercy. И посебно, Господи, сакам да те славам за Твојата добрина, за Твојата прошка, за Твојата милост. You are just giving us more time Ни даваш уште време to put our house in order. за да си ги средиме своите куки. But when we are looking in the past of our lives, Меѓутоа, кога ќе погледнеме во минатиот наш живот, how many times, Lord, we have forgotten the promises. колку пати сме заборавиле на ветувањата And we have started again and again to run after the things of Babylon. и повторно сме почнале да трчаме по нештата од Вавилон. Lord, we have no more time. Господи, немаме повеќе време. I am praying for my brothers and sisters Се in Macedonia. молам за моите браќи и сестри во Македонија. Please, Lord, Те молам, Господи, help them. помогни им. May you bless the husbands and the fathers. Благослови ги сопрузите и татковците. May you bless the mothers, Lord, the wives. Благослови ги сопругите и мајките. Lord, please Те молам, Господи, unite the families in your work. соедини ги семејствата
во твоето дело. Help us to put aside all the treasures of this world, Помогни ни да ги тргнеме настрана сите световни богатства. all the security that this world is offering. Сета сигурност што ја нуди овој свет. And as a result, we are going to see our children and families saved. И како резултат на тоа ќе ги видиме нашите деца и семејства спасени. Lord, if in any way Ако Господе на било каков I have начин sinned against you during this time here, сум сгрешил против Тебе нешто за сето ова време please, овде, Lord, forgive me. те молам Господе ми You know that простиш. I want the best for thy people, Lord. Знаеш дека го посакувам најдоброто на We need to Твојот go народ. back to the religion of the heart. Мораме да се вратиме кон религијата на срцето. Help us, oh Lord. Помогни ни, Господи. Help us to encourage each other. Помогни ни да се охрабриме еден со друг. Help us to help each other, Помогни ни да се помогнеме, because you are very soon. затоа што Ти скоро ќе ни дојдеш. And we recognize that we are not ready, Lord. И сваќаме дека не сме спремни. Please remain with this church. Те молам да останеш со оваа црква. Please bless Brother Borche, Благослови го брат Борче, his wife, неговата the сопруга. missionary work in which they are engaged. Работата во која што тие се вклучени. Brother Yani, Брат Јани his благослови го. family, Неговото семејство. the elders of the church, Старешините на the црква. committee of the church. Одборот на црква. Lord, please bless all of them Господи, сите благослови ги. and help us to rise up with new powers И помогни им да станат со нова сила and work for the salvation of the people. и да работат за спасение на луѓето. And if you had more time for us, И ако имаш се уште време за нас, help me, Lord, to come back again ако имаш време повеќе за мене, тогаш помогни ми да and work together with my дојдам brothers повторно и да работам со своите браќа овде. и to се. bring more souls to the feet of За Jesus. да можеме покрај нозете на Исуса да донесеме други души. For we ask in Christ's name. Ова те помоливме во Христово име.